Покажувајќи ни како се снимени најатрактивните сцени, Land Rover се пофали дека завршил со ригорозните тестови на новиот Defender. Тие беа спроведени во дивините на Кенија, каде еден ваков теренец треба да се чувствува како дома. Дека е така, потврдија и лавовите, кои воопшто не реагираа на присуството на прототипите во нивната непосредна близина. Може би затоа што според изгледот новата генерација на Defender ке личи на оригиналот. И покрај тешката камуфлажа што Land Rover ја користеше, сличностите се забележуваат на прв поглед. Коцкастата каросерија има вертикален заден дел и рамни странични стакла. Предниот дел е малку посовремено решен, додека внатрешноста треба да биде сосема модерна со дигитална инструмент табла и незаобиколниот аудиоинформативен систем. За теренските способности ќе биде излишно да зборуваме, додека за погон ќе биде задолжена гамата мотори позната од другите модели на компанијата. На почеток тие ќе бидат бензински и дизели од 2-литарското Ingenium семејство, на кои подоцна ќе им се придружат 6-цилиндрични агрегати и хибридна верзија. Возилото ќе биде поставено на големата платформа од Land Rover Discovery и Range Rover, која содржи доста алуминиум. Во план се две верзии со различни меѓуоскини растојанија. Традиционално означени како Defender 90 и 110, првата ќе има 3, а втората 5 врати. Од порано е познато дека новиот теренец ќе се произведува во Словачка. Оваа фабрика започна со работа во октомври минатата година, а во неа моментално се произведува само Discovery. Со воведувањето на Defender треба да го постигне својот капацитет од 100.000 возила годишно, за кој веќе има најава за 50% зголемување. Кога ќе биде представен новиот Defender се уште не е објавено, но тоа најверојатно ќе се случи некаде околу салонот на автомобилите во Франкфурт. Сепак купувачите на него ќе чекаат до година, а меѓу нив повторно ќе бидат и американците.